Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Добар ден, 24 март 2017 година. Добре дојдовте на брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја следите во следниот еден час. Денеска е 26-тиот ден од масовните протести за заедничка Македонија. Вчера се постигна договор во Собранието за основање, односно за составот на Комисијата за избори и именување, кој што беше првиот чекор, кој што се очекуваше и кој што беше предмет на дискусија помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН и предуслов за продолжување на конститутивната седница на Собранието, која е закажана за понеделник. Ситуацијата во државата останува сложена. Ова ќе биде една од темите за кои што денеска ќе разговарам со мојот гостин, мојот соговорник, професорот по историја Новица Велјановски. Ве поканувам да останете на оваа фреквенција. Почнуваме со малку музика. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив на моје задоволство, денеска правам интервју со професорот Новица Велјановски. Добре дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добре најдов, благодарам на поканата. Професоре Велјановски, вие сте професор по историја, историчар, правник, имате една богата и академска кариера и надвор од науката и пракса животна. Оно што би сакала да биде моје прво прашање во овој наш разговор е како вие гледате на актуелнава ситуација, на огромна поделеност во општеството по сите основи, политичка, етничка, буквално општеството ни е поделено на повеќе слоеви. Како гледате на актуелната ситуација и гледате ли некаков излез од она што во моментов не дели? Па видите, јас како историчар и правник, како човек кој што сум се занимавал со проучувањето на проблемот на создавањето на македонската држава, тешкотиите во тоа создавање, некако чувствувам и морална одговорност да се јавам и да учествувам, како и во вашиот медиум, ако може на некој начин да придонесам со своето мислење да работите тргнат така како што треба да тргнат. Видите, ние тешко сме дошле до оваа фаза да создадеме држава и многу пати е укажувано дека ако не бидеме паметни, може таа држава да ја изгубиме. Ние сме сега во ситуација, да речеме, кога лесно можеме да ја изгубиме државата. Зошто го велам ова? Едноставно, сме во таква ситуација што некои политички лидери, например, да не спомнувам имења, но неуки се во однос на тоа дека што треба да се направи за државата, бидејќи работите ги гледаат некако многу упростено, многу симплифицирано и мислат дека тоа е едноставно. Еве конкретно, например, сега тема на денот и на годината, што би се рекло, е платформата на албанските политички партии. Тоа не е безазлезна работа. Може ли да ни објасните што е проблематично од историски аспект и од актуелната политичка состојба? Да, од историски аспект позната е тенденцијата на албанците да имаат своја обединета држава, голема Албанија, но не е и тоа само албанска тенденција. Тоа го има и кај грците, го има и кај бугарите, единствено го нема кај нас, бидејќи ние немаме друга држава околу која да се обединиме и да ги приклучуваме нашите територии. И сега оваа платформа не е нешто ново, тоа е позната тенденција од Призренската лига, па понатаму во 98 година Албанската академија исто така излезе со една ваква платформа во која што неколку точки се поклопуваат и сега е оваа година како што беше објавено во почетокот на годината, оваа платформа со неколку точки кои што навистина за мене се многу чудни. Зошто велам дека се чудни? Едноставно, ако почнат тие да се реализираат, може да се реализираат само во услови на војна.
помирен пат тие точки не може да се реализираат. Бидејќи ниту една балканска држава нема да се согласи со некоја друга балканска држава во однос на поделбата на тие територии. Така што самата платформа, ја и на некои од колегите албанци сум ми кажал, самата платформа личи можне наивно. Историски гледано, по Првата светска војна, кога се распадна Австро-Унгарија, се создадоа повеќе држави. Имаме многу промена на граници во Европа. Меѓутоа, по Втората светска војна, немаме промена на границите никаде во Европа. Зошто е тоа направено така? Не е тоа случајно. Имаше и победници тогаш, имаше и победени, но промени на границите немаше. Заради тоа што тргнувањето кон тоа да се извршат промена на границите создаваше услови да не се знае понатаму што ќе се случи. Оно што се вели едноставно народски, се отвара Пандорината кутија и не се знае понатаму што ќе произлезе од неа. Па затоа конкретно кога би говореле за оваа платформа, таа едноставно мислам дека треба да биде или отфрлена или повлечена од албанските политички партии. Тоа како идеја, како тенденција, не може никој да го оспори. Меѓутоа, вака поставено на ваков начин, ќе влеземе во влада ако е тоа е едноставно губење на македонската држава. Нели се бара федерализација на македонската држава, се бара билингвалност и така натаму, но македонскиот народ во оваа фаза не е подготвен да го направи тоа. А македонскиот народ треба да го слушаат политичарите кои што го водат тој народ. Не може да се прави политика на небо, мора да се движи со тие луѓе за кои што се прави таа политика, тоа е со народот. Една од точките во албанската платформа е и осудата на геноцидот извршен врз албанците на оваа територија. Има ли историска подлога, има ли факти кои што наведуваат на тоа денеска политичарите во Македонија да изгласаат едно такво решение? Па видите, јас, како да кажам, може би нема добро да звучи, меѓутоа некои од политичарите што се согласни да прифатат таа платформа, се неуки за тоа прашање и треба да се консултираат и со историчарите. Конкретно, како што стои таа точка, тоа е едно тешко обвинување за македонскиот народ, за македонската нација. Едноставно тоа сме немале држава, меѓутоа ние сме биле овде, нашите претходници биле и останале тука. Тоа е кажано за територијата на Македонија дека имало геноцид, а не може да имало на територијата на Македонија геноцид, бидејќи самиот македонски народ бил изложен на еден вид геноцид, како на пример во егејскиот дел на Македонија. Има документи дека има одделни ситуации на геноцид, дали 20.000 албанци биле протерани од Чемерија, од југот на Грција, ако тоа се смета геноцид. Меѓутоа, такви некои груби протерувања и чистење на Македонија од албанците немало. Немало и тоа не е докажано. Која е интенцијата со едно вакво решение? Ами видите, различни луѓе кои што се содруваат со тоа прашање и кои размислуваат околу тоа имаат различни искажувања. Меѓутоа, јас мислам дека сака да се каже дека тоа што албанците се толку колку што сте, јас ја не навлегувам во бројот колку се и како се си, тоа е политичка оценка и оценка на еден попис, меѓутоа асоцира на тоа дека толку се заради тоа што имало геноцид, дека имало случаи на протерување на албанци, на убивање на албанци, па преселување во Турција и така натаму. Тоа се маргинални бројки, не се од таква големина што да се размислува на такво нешто, да се прави геноцид врз една нација. Практично според вас
Со ова решение сака да се даде легитимитет на останатите точки во платформата, Да. како што е целосното изедначување на јазиците, во делот и на државотворноста. Да, точно тоа е. Например, видите, геноцидот е тешко обвинување. Да го земеме примерот на Турција во периодот меѓу Првата и Втората светска војна има таму еден геноцид на ерменците направен од страна на Турција. Тоа протерани се или убиени околу 1,5 до 2 милиона ерменци, но турците упорно тврдат дека тоа не се случило. Сите европски земји тврдат дека се случило, но турците тоа не го прифаќаат. Ја не би сакал конкретно сега да имам став за тоа прашање, не е мој проблем сега конкретно, меѓутоа не случајно го отфрлаат, бидејќи геноцидот е едно тешко обвинување за секоја држава и за секоја нација, кај што тоа обвинување ќе биде упатено. Ние некако многу полиберално се однесуваме, или барем некои политичари доста полиберално велат, па добро, за се може да се дебатира. Па дури за тоа дали се работело за геноцид или не. Ова прашање за геноцидот не е прашање околу кое би требало да се дебатира. Ако тоа се прифати, тоа останува така. И не може веќе да се коригира. Исто така, мислам дека ако сега, во овој момент, поради формирање на влада или од други причини, се прифати платформата на албанските политички партии, нема веќе услови за дебатирање. Нема услови заради тоа со секогаш албанската популација ќе го истакнува тоа прашање како решено прашање, како стекнато право, околу кое не би требало што да се дебатира. Утре ќе дојдат нови генерации и тие ќе треба да живеат, и тие ќе формираат влади. Но ова што е сега, ако се прифати федерација, билингвалност и другите одредници од платформата, тоа веќе нема корекции. И затоа мислам, не сум ја некој фактор да давам такви пораки, меѓутоа ако може како совет да се почувствува на тие луѓе што учествуваат, особено на нашите пријатели од Социјалдемократскиот сојуз, да им укажам на тоа дека не смеат да го допуштат тоа, затоа што ќе создадат еден преседан во македонската историја кој никогаш повеќе не ќе може да се исчисти. Како ги коментирате најавите за отворање дебата во врска со знамето, со грбот на државата? Можевме да слушнеме во изминатиот период одредени политичари од албанскиот блок кои што отворено велат: јас никогаш не станувам на македонската химна. Тоа знаме не ги отсликува моите етнички чувства. Можни ли се тука корекции? Треба ли да има дебата за овие прашања? Да ви кажам, за мене е сето тоа депласирано. Не да сум македонски националист, меѓутоа во една химна никогаш не може да се опфати се. Нашата химна е произлезена од македонската државност. Зошто е произлезена? И се ослободивме, создадовме држава и тогаш е испеана македонската химна. Таа може да биде предмет на менување, меѓутоа за македонскиот народ сите тие промени се неприфатливи понатаму. Влеглото во психолошкиот амбиент и сега без оглед на тоа дали некој ќе сака да ја слуша или не ќе сака, ние не можеме тоа нешто да го менуваме, бидејќи дури да би прифатиле да менуваме, ние не знаеме што да внесиме од албанската историја. И тие си имаат своја историја, си имаат химна и така натаму. Меѓутоа, во ниједна земја не се пее химна
која ќе ги задоволи и државата, и национално носечката нација во таа држава, и која ќе ги задоволи националните малцинства. Така и со германската химна, ако има 5 или 10 милиони турци таму, ама никој не размислува дека треба кога се пее химната сите ќе станат и така натаму. Види, тоа е прашање и на културата, не е само прашање на да се чувствува национално и така. Кога се пее химната, тој не се пее за да ја учи историјата од таа химна. Химната е една свечена песна, може да се пее или да не се пее, може да се свири, може соло да се изведе и така натаму. Меѓутоа, тоа е почит кон нацијата со која што се живее. Не се работи за тоа дека не можам да станам. Колку да ја смениме, пак нема да стане, ако не сака да стане. Тоа е проблемот. Велите, во почетокот од нашиот разговор, велите, ние сме сега многу близко до губење на државата. Можете ли да ни дадете некаква паралела со слични вакви платформи, слични вакви обиди за поделби во некои други држави во историјата или од поновата историја? Ами видите, да ви кажам, на Балканов тешко да може така нешто, например. Го имаме си случајот и со Бугарија, и со тамо има близу 1 милион турци. Меѓутоа, тие турци се борат во Бугарија за равноправност, некаква за остварување на правата на турците на територијата на Бугарија. Меѓутоа, тоа се изведува, мислам, на многу покултурно ниво и на многу поинаков начин, за разлика од овде, кога, например, секој се зборува за права. Меѓутоа, никој не помислува да каже дека турците тамо, ако не биде ова, ќе се отцепиме, ќе правиме нова Турција и така натаму. Исто така, например, и во Грција. Ние имаме грците, односно, не го прифаќаат нашето име, меѓутоа, ја не памтам дека таму некоја влада да истакнала некои ненормални или нелогични. Тие, секоја влада што доаѓа, вика, нашето е дека став е на државата, дека македонската името треба да Македонската република, како што не вика, на национално ниво и нема отстапување. Треба да го смени името, меѓутоа они се договорени околу тоа и нема дискусија околу тоа прашање. Затоа што било каков поинаков став е спротивен на нивните интереси како нација и како држава. Тоа е за жал, за жал што е така, меѓутоа така е. Ние допуштаме, например, да се дискутира за работи кои што може да доведат во прашање македонската држава. Ако ние покажеме мекост, која што сме ја имале и ја имаме, повеќе ја имаме сега, отколку за време на Социјалистичка федеративна Југославија, бидејќи тогаш уште се боревме за самостојна држава. Ја добивме и мислиме дека остваривме нешто многу и дека никој не може да не ги оспори тие вредности што сме ги остварили. Меѓутоа, еве доаѓа момент и сега е тој момент кога нас ни се оспорени веќе тие вредности што ги имаме. Ако некој ти ги оспорува тие вредности, тоа не можеш ти да се надеваш дека утре ќе продолжиш да се развиваш така. Значи тие се секогаш, но ако покажеш тврдина кон нешто што иде поголема јакост, тогаш и другите што инсистираат на промените ќе се повлечат. Не, повеќе не може да се оди, бидејќи зид со глава не се урнува. Ја така гледам на тоа прашање. А ако некој мисли дека тука е шанса сега, историска, да направиме поголема држава, да формираме поголеми права за некоја популација, пример било која, тоа ќе се обидуваат и други сили да се наметнат.
Ние гледаме еве на улиците има стотици илјади луѓе секој ден кои што протестираат и даваат отпор на овој обид за внесување на тиранската платформа како услов за формирање на идната влада. Тоа ги засилува тензиите во општеството и поделеноста е на досега невидено, ми се чини, ниво. Каде е излезот? Постои ли институција која што може да понуди некакво решение и може ли тоа да биде Македонската академија на науките и уметностите? Македонската академија не може да го реши проблемот. Проблемот може да го реши народот, меѓутоа може да помогне. Например, сега конкретно беше значаен еден став на Македонската академија. Видите, ние и неколку години порано, кога се случи, поднесе оставка председател на Македонската академија под притисок на јавноста, бидејќи излезе со некои тези кои што не беа доволно елаборирани и не беа засновани на некоја подлога, например, правење на граници, зидање на зид и така натаму. Не во таа смисла. Меѓутоа, Македонската академија како собир на научници од највисок ранг и од сите дејности на држава, особено од овие дејности од кои што го опфаќа националното битие на македонскиот народ, можеше многу да придонесе. И јас сега гледам Македонската академија доста опортунистички се однесе и затоа некои работи едноставно обичните луѓе не знаат што е ставот на Македонската академија, дали е оправдано ова што се бара или е неоправдано. Ако тие излезеа со некој став, и народот ќе веруваше или немаше да сите. Не може да се постигне сите да веруваат, но сепак ќе се постигнеше нешто да има некоја ориентација во оваа смисла. И ние и во политичарите имаме и помлади луѓе, има и постари и така натаму, тие се сега задолжени за политиката. Меѓутоа, и тие луѓе треба да остварат некои и остварува некои консултации со некои научници, па или други државници поранешни и така натаму, за да може да ја формира таа политика. Овдека некако доста се одмолчи, како ја веќе спомнав и на почетокот, дека Албанската академија во 98 година излезе со ова слична платформа. Има слични моменти и елементи помеѓу двете? Да, има многу слични елементи. Не слични, туку речиси све е исто. За нашата академија сега конкретно испадна дека не сака да се меша во дневно-политичките настани. Па видите, ова не се дневно-политички настани. Ако една држава, некое тело, институција ја плаќа за нешто, да работи, да придонесе нешто, сега беше моментот, мислам, да се покаже и таа академија зошто постои таму. Затоа што и тие што протежираат вакви платформи, кога би знаеле дека Македонската академија има став ваков, Македонската православна црква има ваков став и други познати институции, Институтот за историја и други институции имаат ваков став и нив нема да им биде толку лесно да го фрлат тоа во политичките ветрови да оди. Јасно. Господин Велјановски, сакам да ви се заблагодарам што бевте дел од емисијата Пулт на Радио Слободна Македонија. Ми беше задоволство да поразговараме денеска за овие теми кои имаат и историско, меѓутоа и дневно значење во оваа ситуација во која што се наоѓа македонското општество. Благодарам и јас. Добро е вака што ме поканивте, ако може да придонесеме за доброто на овој народ. Почитувани слушатели, останете на оваа фреквенција, се враќаме по музичката пауза и пауза за реклами. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, можевте во првиот дел на Пулт да го проследите мојот разговор со професорот по историја Новица Велјановски. Разговаравме за историските
аспекти на кризата која што имаме во моментот, неговите согледувања на можните излезни решенија, како и една обсежна анализа на елементите кои што се содржани во така наречената тиранска платформа. Професорот Велјановски сугерираше дека платформата е опасен документ, а дека актуелната политичка состојба може лесно да доведе до губење на државата за кое што претходните генерации вложиле многу. Во овој втор дел од Пулт би сакала да проследиме еден разговор со професорот Владимир Божиновски, кој што е воедно дел од Институтот за политички истражувања Скопје, кој што во изминатиот период објави 3 дела од нивното истражување на јавното мислење. Ова анкета покажува дека мнозинството граѓани сметаат дека политичката криза се продлабочува и дека состојбата во државата станува се посложена и полоша. Излезот мнозинството граѓани го гледаат во одржување на нови избори. Последниот дел од анкетата покажа и силна недоверба на граѓаните во специјалното јавно обвинителство. Над 54% од македонските испитаници сметаат дека оваа институција работи непрофесионално и по нарачка, но пак од друга страна над 80% од испитаниците албанци сметаат дека специјалното јавно обвинителство треба да добие продолжување на нивниот мандат. Претходните истражувања на овој институт покажаа дека по објавувањето на албанската платформа има силно раздвижување во рейтинзите на политичките партии, односно пораст на рейтингот на ВМРО ДПМН кој се спротивставува на албанската платформа и драстично намалување на поддршката за социјалдемократскиот сојуз. Предлагам да го слушнеме разговорот со професор Владимир Божиновски. 54% од граѓаните велат дека се влошува состојбата и кризата во државата. На што се должи ова? Добро, мислам дека тоа е очекувано. Сега едноставно имаме и одредени бројки за поточно да го знаеме процентот на граѓани кои што го делат тоа расположение. Очигледно е дека кризата наместо полека да се смирува и состојбата да се стабилизира, по изборите ние имаме една продлабочување на самата криза и би рекол на оној безизлез кој што најголемиот дел од граѓаните го чувствува. Покажува анкетата една силна поделеност помеѓу етничките заедници по најважните прашања. Дали ова специфична ситуација или претходно се јавувала ваква силна поделеност? Во зависност од прашањата, значи, и во зависност од периодот, понекогаш за одредени прашања ставовите се буквално многу слични, дури еднакви, за одредени прашања тие се диаметрално спротивни, се разбира. Албанската платформа и доделувањето на мандатот од страна на претседателот Иванов се две прашања во кои што има голема разлика помеѓу испитаниците од албанска етничка и македонска етничка припадност. На што се должи ова, зошто овие прашања толку го делат општеството? Па добро, све едноставно до тоа кој што посакува и кој што смета, односно кој како смета дека треба да се реши состојбата. Очигледно е дека за најголемиот дел од неалбанските, односно неетнички албанци, жители на Република Македонија, че етнички македонци сите останати помали етнички групи, прифаќањето на таа платформа албанска, тиранска, како сакате, е неприфатливо и затоа сметам дека можеби одложувањето, оставање за некои други времења да се дискутира за тие работи, а не дека не треба да се дискутира на моментов, не може за тоа да се дискутира, особено не во оваа состојба, ќе ги намали тензиите и тогаш може да дојде до одредено решение. Толку и понатаму се инсистира на истата, тогаш барем треба да им се даде можност на граѓаните да се изјаснат по таа и да се договорат сите политички партии, да излезат на нови избори, да видат граѓаните едноставно дали се за или се против прифаќањето на оние начала кои што ги содржи самата платформа. После тоа се разбира дека победникот ќе го има легитимитетот дали да ја имплементира, доколку тоа го на некој начин го предложил пред изборите во својата програма, или тоа да биде на некој начин одбиено. Вака, ниту еден граѓанин, избирач, на изборите на 11 декември не гласаше за ништо од тоа што е во самата платформа. И тука е проблемот. Ја не велам дека е добра, не велам дека е лоша. Едноставно, треба да имаат граѓаните како гласачи увид во нешто толку суштинско пред избори, па на изборите доколку одлучат да го прифатат, едноставно
Тоа е волјата на мнозинството, исто како и со името. Доколку има некаков напредок во името и се договори некое име, без разлика кое, тогаш нели ветувањето беше дека ќе има референдум. Баш затоа за граѓаните да се изјаснат дали прифаќаат нешто или не прифаќаат. Доколку мнозинството тоа го сака, едноставно секој протест по тоа станува излишен. Добро, колку внесувањето на албанската платформа во овие постизборни преговори влија и на рейтинзите на партиите? Ние сега се наоѓаме во едно ново предизборие, очекувајќи распишување на локалните избори. Претпоставувам дека рейтинзите ќе бидат клучни при донесувањето на одлуки во партиите, дали да го откочат овој процес во парламентот и дали да дозволат на некој начин спроведување на едно ново предизборие и ново изборно соочување. Исклучително значаен е овој период, како ретко до сега има големо движење на рейтинзите на политичките партии, значи треба навистина состојбата да е многу тензична за да има поголемо зголемување или намалување директно на партискиот рейтинг, бидејќи прво све друго се намалува на некој начин, гласачот се разочарува во одредена партија, па на крај се откажува од неа, или све друго е во прилог или го гледа позитивно и на крај се приклонува кон една партија. Но за тоа треба време. Така беше, например, сличен макар случај имаше само во 2004 година по донесувањето на новата територијална реорганизација, каде што исто имаше драстични промени во рейтинзите на партиите, што се види на изборите во 2006. И сега имаме поголемо придвижување, така да во моментов рейтинзи поддршката на ВМРО кон ВМРО ДПМН е во благ пораст, додека поддршката кон СДСМ бележи пад. Доколку сум јас председател на некоја политичка партија, доколку сум од ВМРО ДПМН би барал локални избори да има веднаш, доколку сум председател на СДСМ би барал што е можно подалеку, односно што е можно повеќе да бидат истите одложени. Споминавте, може ли да се направи никаква паралела помеѓу расположението на граѓаните, чувствувањето на тензија, разочараност во 2004 година и сега? Тогаш со територијалната организација, сега со тиранската платформа. Да, само таа состојба би рекол е слична на ова што го има сега, затоа што и тогаш граѓаните беа на некој начин непријатно изненадени, немавме и референдум. Додека сега состојбата е малку поинаква. Сега ние не можеме да бидеме изненадени како граѓани, бидејќи веќе знаеме со кој со што се соочува или што е на маса, едноставно, и затоа се случија протести. Тогаш немаше време да се случат протести, но се организираше референдум. Референдумот не помина, но излегоа 450.000 граѓани го дадат својот глас против. Сега веќе имаме 150, 200, 250.000, има различни бројки, нели, на граѓани кои што излегуваат на улица пред да се дозволи да се направи некоја нова грешка. И затоа сметам дека изборно соочување, ето го кажав и веднаш по изборите токму на Сител, на 11 декември. Самиот сооднос на силите помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ може да иницира поставување на одреден ултиматум од страна на помалите партии, бидејќи ниту едната, ниту другата сами не можат да создадат мнозинство. Резултат на тоа, после 2 дена од изборите беше оваа платформа нели од Тирана или декларација на албанците или тиранска платформа како се. Забележав уште едно прашање, уште една тема која што очигледно наидува на различна перцепција кај двете етнички заедници, тоа е прашањето за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Над 80% од испитаниците албанци се за продолжување на мандатот, додека пак над 50% од македонците испитаници сметаат дека оваа институција работи под некаков политички диктат. Дали е тоа резултат на фактот што специјалното јавно обвинителство нема поднесено ниту една сериозна истрага за политичари од албанскиот блок? Апсолутно, значи све до сега што беше презентирано како одредена покренување на одредена постапка, генерално беше насочено против луѓе кои што или функционери нели на владеачката на партија на ВМРО ДПМН или луѓе кои што не се етнички албанци. И така да корпусот на популација кој што во Република Македонија состојано од етничките македонци, но и од останатите помали етнички групи, со будно внимание го следеа самиот процес, случаите поради кои се покренуваат, против кои се покренуваат, против кои се отфрлаат, бидејќи имавме и отфрлање на еден случај, ако се сеќавате. И веќе тука
Да, и веќе тука можат да ја создадат својата перцепција. Кај етничките албанци досега немаше некој случај кој што ќе биде поврзан со некоја јавна личност или со некое име кој што е етнички албанец, за да можат и оние да проценат. И затоа и они и посакуваат можеби да има и некој од етничките албанци кој што ќе се најде, да речеме, на мета на СЈО и после тоа ќе може веќе да се формираат перцепциите. Сега едноставно нема можност за они да проценат како и зашто работи СЈО. Кај другите етникуми се разбира ситуацијата е доста поинаква и затоа ги имаме и оние бројки во самото истражување. Да напоменам, тоа се перцепции на граѓаните кои што ја гледаат работата на специјалното јавно обвинителство. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Професор Владимир Божиновски во врска со последните истражувања на јавното мислење спроведени од Институтот за политички истражувања Скопје. Претходно можевте да го следите интервјуто со професор Новица Велјановски. Овие материјали ќе можете да ги погледнете на rsama.mk и на нашите страници на социјалните мрежи. Ве поканувам да останете на оваа фреквенција и да го слушате ова радио и за време на викендот, ќе има одлични содржини. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на оваа програма во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.